Во општества обседнати со домашната политика, како македонското, светската дебата за климатските промени е нешто туѓо и далечно. За среќа или за жал, се чини дека тоа наскоро ќе мора да се смени. 250.000 домакинства и 5.700 фирми во Скопје не знаат дека бројат ситно до рестрикции за вода. Долги низ години се користи само Рашче 1. По потреба се вклучуваше Рашче 2. Годинава ги вклучуваме резервните извори. Слична е состојбата и со издашноста на изворот Студенчица во Кичевско, од каде вода за пиење добиваат 200.000 граѓани од 7 општини, меѓу кои најголема е Прилеп. Ваква состојба не се памти 50 години. Индијанско лето беше наречено, буквално од март месец нема заврнато. Метеоролозите предупредуваат дека во следните 2 декади Македонија влегува во период на суша. Градовите веќе бараат алтернативни извори и се борат со губитоците. Вода засега има, но до кога? Во подножието на планината Жеден се наоѓа изворот Рашче. Ова е каптажата Рашче 1, местото од каде водата преку мрежен систем патува до домакинствата во главниот град Скопје. Кога го посетивме изворот, сместен во атарот на истоименото село во општината Сарај, не пречека дожд. Но и покрај врнежите, нивото на издашност беше само 1/3 од потенцијалот. За скопјани да немаат проблеми со вода, во системот се потребни околу 4400 литри вода во секунда. Во нормални околности, изворот Рашче 1 може да ги задоволи сите потреби со максималната издашност од 7200 литри во секунда, но таа знае да падне и до половина од потребите на главниот град, 2100 литри во секунда. Во моментов, Рашче 1 учествува во водоснабдувањето речиси со минимумот со 2400 литри во секунда. Недостигот се покрива делумно од изворот Рашче 2 со 1000 литри во секунда. Остатокот од 1000 литри во секунда потребен за оптимално снабдување на Скопје со вода се покрива од резервните бунари во Лепенец и Нерези, при што во употреба се ставени дури 5 од вкупно 7. Тоа значи дека во моментов се активирани речиси сите расположливи ресурси и резерви за главниот град, непречено да има вода. Во услови на ваква хидролошка состојба, безмилосно се користеше водата во Скопје за полевање, за миење на површини, што не е на крајот на криштата и лошо, треба да има и нели зеленило, но законот вика дека има приоритети. Водоснабдувањето треба да биде пред се. Со оглед на тоа што климатските прогнози не ветуваат повеќе вода во изворите, прва мерка за одржливост на скопскиот водовод е да се намалат загубите. Во извештајот на Водовод и канализација за 2018 година е нотирано дека годишното производство на вода изнесува околу 104 милиони кубици, но дури 33% од произведеното, или околу 35 милиони метри кубни вода се губитоци, што поради старата мрежа, што поради кражби. Сликовито, скопскиот водовод секоја година губи 13.000 олимписки базени питка вода. Додека властите засега неуспешно бараат решение за губите на вода да се намалат на 20% од произведеното, се размислува и за вклучување на нови извори, за Скопје да не се соочи со рестрикции како летово, кога градот штедеше на полевање на зеленилото, за да има непрекинато водоснабдување. Ги мериме количините на Кадина, Мала река, заедно нив, Патишка река и вклучувајќи го изворот Врело како потенцијален извор за водоснабдување. Изворот Врело на 30.11 имало 1100 литри во секунда продукција. Па сега видите колку е значено да се водат истраги и да се има податоци. А сега понатака тоа е, проект треба да се прави, треба да се излече водата. Добро, тоа е работа која трае, но градот Скопје размислува на таа работа. Најсериозна опција пак за намалување на загубите засега е така наречената дигитализација на целиот водоводен систем. Станува збор за скап проект, кој засега е само план. Би можеле да знаеме точно и конкретно од точка А до точка Б, например, каде што ќе бидат поставени дигиталните мерачи, каде имаме загуба во системот, дали станува збор за загуба заради дефект подземен во водоводната мрежа или кражба на вода. Меѓутоа ќе нема градот, да речам,
поинаков избор, освен да започне со имплементација на овој процес, затоа што многу поедноставно би било да ги направиме заштедите на питката вода за пиење со отстранување на овие аномалии, отколку да влеземе во градба, во копање на нови бунари, на нова инфраструктура. Ако Скопје е на работ да ги почувствува ефектите од недостигот на вода, околу 200.000 граѓани кои се приклучени на системот Студенчица, повремено веќе имаат проблеми. За Кичево, Пласница, Македонски Брод, Долнени, Крушево, Кривогаштани и Прилеп да имаат непрекинато снабдување со вода, потребни се 480 литри во секунда. Во јануари и февруари издашноста на изворот Студенчица била 623 литри, во мај највисок 1278 литри во секунда, за полетото, во октомври, да падне на историски најниски 490 литри во секунда. Од јавното предпријатие Студенчица велат дека нема простор за загриженост, иако веќе има рестрикции на одредени места. Станува збор за рестрикции од Пласница до Долнени во тој период од 12-22 часот до 5 сабајле, за да може во тој период да се полнат и резервариве за Прилеп и другиот крак, што е за да немат проблем преку ден да се снабдуваат со вода. Од Кичево со автомобил потребни се околу половина час да се стигне до изворот Студенчица. Овие бетонски плочи се каптажата на изворот, кој од затворен тип и нема допир со природата. Во внатрешноста, линиите на карпите го покажуваат нивото на издашност во најдобрите денови. 490 литри во секунда е под границата за задоволување на потребите на сите корисници рек Осломе. Во моментот рек Осломе е вон работа, значи и од кај нив добиваме информација дека во секој момент се спремни да стартуваат со работа, меѓутоа поради намалената издашност на изворот, се уште не се стартува со комбинатот. За задоволување на потребите на сите корисници за хидробиолошки минимуми, потребите на рек Осломе се потребни некаде околу 900 литри во секунда вода. Стартот со работа на комбинатот, кој пак дава друг неопходен ресурс, електрична енергија, ги плаши жителите на планинските кичевски села. За нив тоа значи мал притисок на водата. Ние сме приклучени на цевководот што носи вода за термоцентралата. Значи термоцентралата троши вода чиста за да го измие јагленот, а населението што се наоѓаат овде во бившата општина Осломе немат вода за пиење. Во моментот имаме, али преку зиму и летно време сме имале проблем. Стално со водата. По колку време? Можда недела дена, можда 4-5 дена, по некој пат и поќе. Нискиот притисок на водата се чувствува и во селата во соседните општини, како на пример во Подкули, Прилепско. До сега беше добро со вода, имаше снабдување, меѓутоа со сушата која што запати, имаше влијание и имаше одраз на водоснабдувањето. Во однос на водоснабдувањето, Прилепскиот регион е поделен на две зони, ниска и висока. Во ниската е центарот и околината, каде живеат 65% од населението. Во високата зона се дел од населбите и некои приградски села, каде живеат 35% од населението. Во недостиг на вода од Студенчица се користат резервни бунари. Во моментов, активни се дури 17 од вкупно 26. Ова е прв пат годинава да се користат бунарските постројки за дистрибуција на вода во високата зона, вели директорот на Прилепски водовод Емил Јаневски. Овакви метеоролошки услови, кога Студенчица доставува 90 литри во секунда согласно нивните можности, а високата зона има потреба од 160 литри во секунда, реално е да очекувате проблем. Прилеп не смее да се откаже од Студенчица, вели директорот, но додава дека е неопходна нова стратегија за водоснабдување на градот. Студенчица е проект кој што е реализиран 1989 година и е планиран
практично долгорочно за 30 години водоснабдувањето планирано за 30 години изминуваат, мора да се развива нова стратегија. Има повеќе можности кои што се разбира дека се доволно скапи за да не може да ги реализира само јавното комунално предпријатие или општина Прилеп, односно потребна е поддршка од државата. Од хидролошки аспект, нивоата на реките и водотеците дури и за овој период од годината се доста ниски, вели Васко Стојов од УХМР. Но доколку состојбата се анализира во подолги временски интервали, тој уверува дека нема поголеми одстапувања од просекот. Ако не ги третираме климатските промени, можеме слободно да кажеме дека во наредните 20 на години не очекуваат периоди на суша. Значи, тоа нема да биде, да речеме, суша па да биде цело време суша. Меѓутоа ќе биде зачестени појави на суши кои едноставно ќе имаат големо влијание врз стопанството на државата, така да самата држава треба да се насочи кон анализа на сите тие проблеми. Ако се вклучат и проекциите за климатските промени, во Националниот план од 2013 година се вели дека во Северна Македонија до 2025 се очекува пат на врнежите на годишно ниво и постепено зголемување на температурите. Ниту едно сценарио не ветува дека рашче, студенчица или кој било друг голем извор на питка вода ќе расте, туку напротив, дека ќе се намалува. Задача на властите е да бараат нови извори, а на свеста на граѓаните рационално да се користи ресурсот кој очигледно не е даден еднаш за секогаш – водата.